Социјалдемократскиот сојуз нема кредибилитет да говори на темата здравство. СДСМ остави јавен долг во здравството од цели 80 милиони евра. Повторувам, 80 милиони евра. Тој долг е резултат на недомаќинското и криминалното работење на владите на Социјалдемократскиот сојуз. За владите на СДСМ приоритет беше купувањето на скапи подароци, што министрот Владо Димов ги плаќаше со народни пари. Кога социјалдемократите говорат за здравството, треба да се потсетат на нивното владење, кога во здравството имаше недостаток на лекови, скапи медикаменти, немање завои и основни средства за работа на здравствените работници. За време на владењето на СДСМ, платите на докторите и медицинскиот персонал беа на срамно ниско ниво. Наместо инвестиции во здравството, поединци блиски до СДСМ се богатеа од здравството преку матните и криминалните сделки кои што ги правеа. СДСМ, да подсетиме, дека создаде белата мафија и докторите олигарси. Се сеќава ли впрочем некој на една реформа од Социјалдемократскиот сојуз во здравството? Нема така. Почитувани, СДСМ не може да прифати фактот што состојбите и околностите се менуваат. ВМРО-ДПМН во наследство доби банкротирано здравство. ВМРО-ДПМН се бори да ги подобри состојбите во здравството. Влада предводена од ВМРО-ДПМН ги враќа наследените долгови и во исто време инвестира цели 68 милиони евра за набавка на нова опрема во здравството, што е историски проект. Станува збор за досега најголем инвестицијски проект во здравството, чија вкупна вредност во наредните 2 години се очекува да достигне 200 милиони евра. Во текст инвестиции за изградба на 23 нови амбуланти во руралните средини. Да подсетиме дека се отворени медицински факултети во Штип и во Тетово. Реализирана е трансформацијата на болницата во Штип во клиничка болница, што ќе овозможи поквалитетни здравствени услови. Започната изградба и на дијагностичко-ургентен центар во клиничката болница во Тетово. Владата предводена од ВМРО-ДПМН инвестира и во реконструкција на болниците. Почитувани, ВМРО-ДПМН е потполно свесен дека проблемите во здравството не може преку ноќ да се надмине. Но владата предводена од ВМРО-ДПМН е првата која во овие 20 години започна да работи на подобрување на состојбите и да инвестира во здравството во Република Македонија. Ви благодарам. Дали има прашање?